Не можеме, а повторно да не се запрашаме зошто толку многу во последно време се зборува за вонземјани и за истражување на неидентификуваните летечки објекти. Зошто баш во последните 4 години се донесени 4 закони во Американскиот конгрес за НЛО, а се најавуваат уште неколку? Зошто толку многу високи воени чиновници излегуваат и зборуваат за ова во последно време? Голема е веројатноста дека тоа е и координирано. Да не заборавиме дека конгресмените сакаат со закон да му наредат на Пентагон да направи план за, цитирам, контролирано објавување на вистината, за да се избегне хаотично објавување. Зошто поранешните председатели на САД Барак Обама, Бил Клинтон и Доналд Трамп сега јавно зборуваат за неидентификуваните летечки објекти, потврдувајќи и дека постојат, и дека војската ги истражува, и дека биле брифирани. What is true, and I'm actually being serious here, is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. And so, I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Обама и Клинтон изјавија дека војската ги проучува НЛО. Трамп објави дека бил брифиран за тоа. So you got briefed on UFOs? You got briefed on them? When you were president, they briefed you on UFOs? I was briefed, yeah, I was briefed. Зошто поранешниот министер за одбрана на Канада, Пол Хелиер, изјавуваше дека има повеќе раси кои не посетуваат, а некои од нив нема да можете да ги препознаете ако седат со вас на маса, како што вели. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. Тој имаше и бројни други навистина загрижувачки тврдења. They're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. I would say that nearly all are benign, they're benevolent, they want to help us. There may be one or two species which do not. Дека не сме сами, изјавува и поранешниот агент на ЦИА Џон Рамирес, поранешните воени чиновници Дейвид Граш, Лу Елизондо, Шон Кейхил, Райан Грейвс, Дейвид Фрейвор, Чет Андервуд, Алекс Дитрих, Джейсон Сенс, Карнел, Тим Галадет. Зошто толку многу во последно време? Дейвид Граш најави уште 40 други НЛО свиркачи спремни да сведочат пред Конгресот. Дали објавувањето може да се прикрива уште долго време? Дали постои некој настан во нашата блиска иднина кој не може повеќе да го одложи објавувањето? Веројатно уште долго време вистината нема да биде објавена, но не можеме а да не ги поставиме овие прашања кои како да произлегуваат од едно чувство на итност кое што во последните години ја обзема уфологијата. А можеме да поставиме и неколку поегзотични прашања. Зошто толку многу пријавени киднапирања на луѓе? Зошто на нашите посетители би им требале толку многу луѓе? Дали нивната агенда е проучување на нешто што го немаат тие, а ние го имаме? Дали се работи за некаква вештачка интелигенција? Дали се тоа андроиди? Чим не се случила официјална објава на вистината досега, што значи тоа? Дали тоа значи дека двете страни се сложиле да не се објавува? Дали може би има и временска рамка до кога е одобрено прикривањето? Дали може би една раса сака нешто да биде откриено, а некоја друга не? After 30 years at the helm of the Israeli space security program, and after receiving 3 Israeli security awards, retired Israeli general and respected professor Chaim Eshed is now unveiling that yes, there are aliens among us, yes, Israel has made contact with them, and no, humanity is not ready for them. Also, before you start doubting his words, the 87-year-old Eshed was clear in his recent interview with Yediot Ahronot News that he's not talking about immigration, but rather about a galactic federation complete with an underground base on Mars,
where there are American and alien representatives apparently present. Мораме да го спомнеме и Хаим Ешет, поранешниот лидер и основач на Вселенската програма на Израел, каде што е почитуван до недоглед. Тој изјави дека постои, цитирам, галактичка федерација и дека се склучени тајни договори меѓу вонземјаните и САД. Оваа соработка вклучува тајна подземна база на Марс, како што вели Хаим Ешет, каде што имало американски вонземски представници. Apparently, humanity just still has a long way to grow before we can understand the gravity of their presence. The final question, however, is what do they want? Ешет изјави дека Галактичката федерација е со мислење дека луѓето се уште не се спремни за вистината. Да го кажев ова што го кажувам денес, пред 5 години ќе бев хоспитализиран, изјави Ешет во интервју во 2020 година, додавајќи: денес веќе зборуваат поинаку луѓето, немам што да изгубам, ги добив сите дипломи и сите награди, сега сите ме почитуваат и на универзитетите во странство, каде што трендот исто така сега се менува. Своите тврдења тогаш Ешет не ги подкрепи со докази, но како еден од најнаградуваните израелски научници неговиот збор има тежина. По пензионирањето тоа беше неговото единствено интервју, после кое повеќе ниеднаш не излезе со јавни изјави, иако многумина се обидувале да добијат интервју со него, дури многу познати научници се обиделе да го контактираат само за да разговараат со него на оваа тема, но тој останува недостапен за јавноста. Ешет сега има 91 година. Се разбира дека мора да размислуваме и дека тајните што се одржуваат можеби се со добра цел. Не секогаш и се е со лоша намера. Војската е пред се во служба на својот народ и не се сите представници на војската исти. Можеби и треба да има такви тајни договори, можеби овие наводни договори го штитат човештвото од потенцијално непријателски вонземски цивилизации. И за тоа дали има наводни тајни договори, слушнете како чудно одговара најпознатиот НЛО свиркач Дейвид Граш. It is quite clear that you're talking about agreements between America and non-human intelligences. Have we made agreements with non-human intelligences? That's the kind of information I really hope national leadership is able to get to the bottom of. I need to pin you down on this. Are there agreements between non-human intelligences and the American government? I think that's a question that I would like to know all the details of as well.